Македонски медиа сервис mms.mk. Повеќе од 2 месеци адаптираната филтер станица во Штип ја презема водата од хидросистемот Злетовица. Планинската вода преку долгиот цевковод завршува во адаптираниот дел на филтер станицата, поминува низ системот и се исфрла. На таков начин се тестира целокупниот систем, но и водата. Во исто време се прават и редовни микробиолошки и хемиски тестирања. Раководителката на филтер станицата во Штип, Тања Глигорова, вели дека за прием на водата се користи и најсовремена технологија на ултрафилтрација. Во овој период се врши тестирање на опремата од технологијата и истовремено се врши и тестирање на водата од хидросистемот Злетовица низ системот за ултрафилтрација. Различни количини на вода поминуваат низ системот до максимални 300 литри во секунда. Во пространата филтер станица, покрај постоечката за прием на водата што доаѓа од бунарскиот систем од реката Брегалница, реконструиран е новиот дел за прифаќање на површинските води од Злетовица. За адаптација на филтер станицата владата одвои близу 3,2 милиони евра. На свеченоста, кога беше означен почетокот на пробниот период на 15 септември, беше најавено дека тест периодот ќе трае до јануари следната година. Мора да се спроведе детално испитување на површинската вода пред да биде вклучена во системот, поради тоа се вршат анализи, како што претходно напоменав, во властените институции за испитување на вода и откако ќе се добијат сите резултати согласно законските регулативи и правилникот за безбедност на вода, водата може да биде пуштена во системот во зависност од потребите на градот со вода. Плановите на раководството на филтер станицата е сепак во целост да не се напушти бунарскиот систем од Брегалница и покрај изразеното загадување на реката. Најавата е дека паралелно ќе се користат двата системи и двете филтерници. Во моментот се користи водата од бунарскиот систем, на која исто така секојдневно се следи квалитетот, постојано се вршат анализи како во нашата лабораторија, така и во овластените институции Центар за јавно здравје Штип и Институт за јавно здравје Скопје, и сите анализи покажуваат дека водата е физички, хемиски и бактериолошки исправна, односно одговара согласно правилникот за безбедност на вода за пиење. Водата од бунарскиот систем ќе продолжи да се користи за водоснабдување на градот со вода. За сега останува да се види како функционира системот со приемот на планинската вода од Злетовица, кој се одвива без никаков проблем. Штип во просек троши околу 200 до 250 литри во секунда, што се покажа како предизвик за досегашниот систем на бунарска речна вода од Брегалница, особено во летниот период. Од Злетовица со проектираните 300 литри во секунда, Штип може комплетно да се покрие со потребите за вода од хидросистемот. Сепак, за сега најавите дека ќе се користат комбинирано водите и од реката Брегалница и од Злетовица. За завршувањето на тест периодот, конечниот збор ќе го имаат институциите, кои го контролираат квалитетот на водата од Злетовица, за која досега нема никаква забелешка. Македонски медиа сервис mms.mk.